20 март 2025, термин за вестите на КТВ. Во Штип, потоа во Кочани, па во Чешиново Облешево, но и во Скопје и други места. Денеска беа погребани посмртните останки на жртвите од пожарот во дискотеката на смртта Пулс во Кочани. На градските гробишта во Кочани последна почит одадоа илјадници луѓе, но владееше траорна тишина. Молкот повремено го распаруваа лелеците на најблиските. Погребната церемонија беше обезбедувана со полиција и редарска служба. Присутни беа бројни новинарски екипи од земјава и од странство. Во Кочани денеска беше се затворено, а градот завиен во црно. Обвинителството ја соопшти возраста на сите кои животот го загубија во кочанската дискотека Пулс. Најмладите тројца загинати имале само 16 години, а највозрастната жртва била на 48 години, соопшти обвинителството. Меѓу малолетните жртви има и 3 лица кои биле на 17 годишна возраст. На списокот на загинатите најголем дел се думмина имале 24 години и уште се думмина биле на 26 годишна возраст. Денеска струмичани се збогуваа со Ѓоко Ѓоргиев, кој животот го загуби во пожарот во дискотеката на смртта во Кочани. Тројца од пациентите од македонските клиники се пуштени на домашно лекување, уште тројца се очекува да бидат пуштени дома во текот на утрешниот ден, соопшти министерот за здравство Арбен Таравари. На сите пациенти пред да бидат испишани од болница ќе им биде направена токсиколошка анализа од страна на искусни токсиколози. Според Таравари, 173 пациенти кои се лекуваат во земјава и во странство се во стабилна состојба. 10 пациенти кои се во Македонија се со потешка состојба, но се надвор од животна опасност. 16-ката на Лазаров заминува во витрините на ГФК Тиквеш. Кавадаречкиот прволигаш трајно го повлече од употреба дресот кој го носеше Андреј Лазаров додека играше во Кавадарци. И општина Росоман со достоинствена почит кон загинатите во кочанската трагедија во траорна атмосфера, испратени пораки за поддршка до семејствата на сите настрадани и повредени. Жителите на општина Росоман се собраа во централното подрачје да запалат свеќи во знак на почит и сочувство кон сите жртви од трагичниот настан во Кочани. Во траорна атмосфера со видлива болка и пред се солидарност, секој на свој начин се помоли за спокој на душите на загинатите и за што побрзо закрепнување на повредените. Од собирот беше испратена јасна порака на поддршка до семејствата на настраданите, но и на повредените. Утрото ќе биде студено, а преку ден утре ќе се задржи претежно сончево. Ќе дува слаб до умерен ветер од променлив правец, температурата во интервал од -3 до 19 степени. Во сабота облачноста ќе се зголеми, а од недела следува период на променливо облачно и релативно топло време со повремени врнежи од дожд, ќе дува умерен до засилен јужен ветер. Ги гледавте вестите на КТВ.